девица зачна во утробата. Емануел, со нас е Бог, син ни се даде, Спасителот. Нашите очи се отворени, Боже, за да те гледат Тебе. Нашите уши се отворени, Христе, за да те слушат Тебе. Нашите устни се отворени, Боже, за да зборуваат за Тебе. Јас сум Славица Митева, пензионерка, имам 69 години, мајка сум на 3 деца и имам 4 внучиња. Живеам во Скопје. Сакам да ви посведочам нешто, да ви кажам за мојот живот, пред да разберам за Исус и откако разбрав за Исус. Уште од дете со баба ми одевме во црква, постевме, се причестувавме, верував во Бог. Но една тетка на мојот сопруг почна да ми објаснува, ми даде Библија, почнав да ја читам Библијата и тогаш разбрав и ми стана јасни работите. Додека не ја читав Библијата и не знаев за Исус, бев многу нервозна, пиев апчиња, без апче не можев да заспијам. И кога со тетката се помоливме, се покајав за сите мои гревови, клекнав пред Исус, побарав да ми прости, ги исповедав сите мои гревови и тогаш работите се сменија. И со сопругот дома, и со децата, и ја читав Библијата, ги фрлив апчињата, пиев апчиња за спиење, без апче не можев да заспијам, но кога разбрав, кога почнав да читам Библија, сватив дека навистина Исус може се да направи ако бараме со вера, ги фрлив апчињата, читав Библија и секогаш кога ќе бев нервозна, штом ќе ја земам Библијата да читам, одма се смирував. Дури ќе ми се приспие. Сопругот се противеше на тоа. И кога ќе дојдеше, кога ќе видев дека иде, јас ја криев Библијата. После некоја година почна и тој да ја отвара, да почнува да чита и кога му треба нешто да вика те молам Господи дај ми. Дури кога нашата ќерка ја болеше глава, он ќе ја фатеше за глава и ќе речеше ајде те молам Господи да и помине на сани главата. И навистина и поминуваше. Читав Библија и натака, работев во ТВ Сонце, се запознав со Тихо. Исус ги реди работите, слава му, се запознав со Тихо, почнав да го прашувам зашто на нашата телевизија одеа неговите емисии. Почна да ми објаснува некои работи. Дојдов кај нив дома, разбрав дека се собираат една група на луѓе кои навистина со срце веруваат во Исус. И јас почнав да доаѓам, читаме, се молиме, му пееме на Исус, го славиме и дека ни е многу убаво. И како јас, откако почнав да ја читам Библијата и да се молиме, мене Исус ми даде таков мир во срцето. Значи, овој мир не може да се разбере, само тој што навистина го има знае, не е мир да се напиеш апче да се смириш, него мир во срцето, мир во душата. Што и да се случува околу тебе, осеќаш дека во срцето дека се ќе биде како што треба и не реагирам
како порано импулсивно да се развикам, него на се пристапувам смирено. Слава му на Исус, јас сум му благодарна што сум и јас дел од оваа заедница. Го молиме Исус, имаме потреба сите, цел свет имаме потреба од него, на сите ни е потребен. Јас сега знам дека не знам како сум живеела пред тоа. Нормално со таблети, со нервози, со кавги, со сето тоа. Сега сите работи ги примам смирено, затоа што Исус е тука со мене. Дури кога одам по пат, ако се сопнам, верувајте, нема да паднам и знам дека Исус ме држи за да не се повредам. Слава ти и фала ти, мил Исусе. Му благодарам на Бог за се што ми дал. Му благодарам што еве разбрав за Исус и понатака ја читам Библијата. Тука кога ќе се собереме има песни за Исус, ги пееме, многу се убави и дома си ги пуштам, ги слушам. Дури внукичката, малечката и таа пее со мене. Слава ти, мил Исусе. И кога ќе има некој потреба од заедницата, ние се молиме. И на вистина, Бог ги слуша молитвите. Ти благодарам, Господе Исусе Христе. Јас имав проблем со ракава од уште со првото дете кога се породив, значи пред скоро 50 години. Ме болеше раката, не спиеше, детето го нишав по цели ноќи и раката ме болеше со години. И откако почнавме да се собираме, јас дури не приметив кога ми помина раката. Само гледам дека сега оваа рака со која не можев ни кебе да кренам да се покријам, не ме боли сега, работам, копам, деца носам, никаков проблем немам. Смирена сум постојано, апчиња не пијам за ништо. Еден период, сега пред некој месец, ми се качи притисокот. Еден месец пиев апчиња, слава му на Исус, верувам дека Он е мојот лекар, дека Он може се да направи, јас пристапувам со вера, го молам и не верувајте, на вистина ми дава и притисокот ми е добар, го мерам секое сабајле, 123, 130, па ни со апчиња не може понизок да биде, а не ми требаат апчиња. Значи не пијам, еве имам скоро 70 години, никакво апче не пијам, не ми требаат апчиња, затоа што мојот лекар е Исус. Јас верувам дека тој дојде на земјава за да не спаси, ги зема сите наши гревови, не ослободи од гревот, ни даде живот вечен. Ако поверуваме дека е вистина Исус дошол за нас и ако се покаеме и им простиме на сите, јас, верувајте, на сите, значи, што ме повредиле, ме навредиле во животот, има се. Животот е тежок, има и убави и лоши моменти. На сите им простувам, за Исус да ми прости мене. И верувам дека ми прости, затоа што тој мир Исус го дава кога ќе се покаеме, кога ќе им простиме на сите и кога ќе пристапиме со вера кон Него. Сакам да ви кажам, уште кога бев дете, чичко ми кажуваше еден сон, како он кога бил на планина некаде, бил пољак, ги чува лозјата, заспал под една круша. И долго време не можел да се разбуди. Кога се разбудил, веќе бил целиот ладен, значи он рече дека умрел и се вратил назад. Дојде дома и го раскажа тоа на баба ми. Додека лежел под крушата, дошле двајца како војници со сабји во рацете, со така како со оружје, со нож, и му рекле ајде со нас. Не сакал да тргне, тие му рекле со ножевите, го плашеле за да тргне да оди со нив. Излегов, појдов, вика, летавме нагоре, они вика, он во средината, тие до него, со крилјата го поддржувале, оделе, високо отишле некаде горе и дошле до една капија. Поминале тука
имало стражари на вратата, ја отвориле вратата и влеголо унатре и вика видов еден човек стар, многу стар, со бела коса, бела брада до тука и вика дојдовме, го донесовте миле, да го донесовме. Сте сгрешиле, вика, не ви реков овој миле да го земете, овој сте го нашле спиел. Јас ви реков миле од бардовци да го земете. И на чичко ми му рекле, ајде враќај се назад. Он не сакал да се врати назад, вика многу убаво таму, вика да не посакаш да се вратиш назад. И овие, ајде назад, пак со тие пушките му намерувале, божем ке го удрат, за да се врати. И вика, кога дојдовме до таа капијата, вика, се спуштивме надоле и дојдовме до една мрша. И тие, вика, ми викаат, влегувај. Не, вика, не влегувам овде, вика. Влегувај, пак го плашеле со тоа ножевите. И он, вика, влегов, вика, и некој ми вика, разбуди се. Кога се разбудив, вика, се стемнило, јас мртов владен, умрел, се изладил. Станал, отишол дома, го сретнале таму по пат на кај дома луѓе, му зборувале, тој со никого не прозборел, толку бил уплашен. Дојде дома и раскажа на баба ми така и така ми се случи. И јас, уште од тогаш, верував дека има Бог, дека има нешто, дека има задгробен живот, така сум воспитана од баба ми, од сите. Но сепак, откако почнав да ја читам Библијата, тогаш го разбрав вистинското. Тогаш разбрав дека Исус е нашиот живот, нашата вистина, тој е единствениот наш спасител. Него Бог го даде да дојде на земјава, да ги земе сите наши гревови, беше распнат на крстот, умре за нас и по 3 дена воскресна. И тој е сега горе на небото и секој што ќе поверува и ќе повика кон него, ќе биде спасен. И сам Исус кога беше на земјата, после воскреснувањето рекол: се што ќе побарате во молитва со вера, во мое име од Отецот ќе ви даде. И јас тоа верувам дека е така. И секогаш кога имам проблем, клекнувам на колена, го помолувам мојот татко и верувајте, додека уште се молам, се смируваат работите. Се случува, внуката ја заспивам, скока, неќе да спие, немирна, нервозна, ќе ја кажам Оче наш или во името на Исус, смири се, одма детето се смирува, мегушнува и заспива. Сакам да кажам и сега имав случка летото, а не. Откако ја читав Библијата 1-2 години, сонувам еден сон со тетката заедно ние, како кај нас во дневната многу маси поставени и јас и тетка ставаме чаршафи бели на масите. И одеднаш се најдовме, освен неа, никој друг не го познавав, од двете страни на масите, долги, многу маси и многу луѓе имаше, ама јас не им ги знаев лицата, не се сеќавам на тоа. И одгоре од небото, како од исток, доаѓаше многу големо множество, многу луѓе, безброј луѓе, им немаше број, сите во долги бели облеки облечени, и се спуштаа од небото, идеа на кај нас. Дојдоа до нас и се измешаа, застанаа до мене, до сите луѓето, и они кога дојдоа тука, пееа една песна. Ние им се придруживме во песната, пеевме како да сме вежбале, како некој хор со години да сме вежбале. Немаше ни понапред, ни поназад, сите синхронизирано, убаво пеевме. И јас таа песна и ден денес ја знам, се сеќавам на песната и кога почнав да доаѓам кај Тихо и Марија, им ја кажав, им ја испеав, направивме песна, таа песна беше од Исус и сега можам да кажам, моите очи се отворени, Боже, за да те гледаат тебе. Моите уши се отворени, Христе, за да те слушаат тебе.
моите усни се отворени, Христе, за да зборуваат и да те слават тебе. И значи таа песна да беше сон, има веќе 37-8 години, сигурно дека ќе го заборавев. Ова е порака од Исус, ја верувам дека Исус ни јавува, верувам дека сум на правиот пат, дека е ова вистинското, дека едноставно јас верувам дека Исус умре и воскресна за нас и тој е патот и вистината и светлината. Кој оди по тој пат, а Исус сам рекол, јас сум патот, вистината и светлината, тоа е напишано во Библијата, не е измислено, не се приказни. Секој што го интересира и што сака да знае, нека отвори, нека прочита и ќе разбере дека јас сега ова што го кажувам е вистина. И верувајте, само така ќе ви биде животот полесен. Јас откако читам Библија и се молам, се ми е полесно, се ми е издржливо. Секогаш кога имам проблем, само што ќе кажам Оче наш, молитвата ќе ја кажам, ќе се обратам кон Исус, зависи, некогаш и не ја кажувам цела Оче наш. Тоа од што имам потреба, ќе побарам и верувајте дека на вистина Господ Исус Христос го дава. Децата здрави, живи, сега едно дете ми почина. Тоа било судбина. Сите имаме, нема на светот човек што е без проблем, без мака. Но битно е дека Исус е тука секогаш и маш ми кога почина, ми беше многу тешко. Но јас одев на работа, смирена, можев да поднесам, а знам дека можев да поднесам затоа што Исус беше секогаш со мене, јас верував во Него и Он секогаш ми помагаше и секогаш кога имам проблем и секогаш во животот ми дава сила да го поднесам, да го издржам тоа што дошло. Имам толку многу години, чувам деца, одам во село, имам бавча, садам, копам, работам. На моиве години само Бог ми дава таква сила, таква енергија и здравје, значи без никакви апчиња до 70 години само со Господ се може. Слава му на Исус, верувајте, и летово ме касна Крлеш. Верував дека Исус ќе направи чудо, дека Он ме чува, дека не ми требаат апчиња ништо. Ме чешаше раката, во круг одеше, чешаше се, црвенуваше. Кажа во заедницава, собрани сите еден вторник, се помоливме, престана да ме чеше раката. Значи Исус прави чуда. Главата како млада многу често ме болеше, откако читам Библија не ме боли глава, се случува некогаш за кратко, ама јас бев со таква главоболка, ни таблети не ми помагаа. Исто имав тахикардија. Кога ми беа децата мали, имав тахикардија. Срцето ми лупаше по 160-170 во минута. Маш ми ме носеше на кардиологија со коктели да ми стават инекција во вена, за да ми се смири срцето. Откако почнав да ја читам Библијата, мене престана да ми лупа срцето, да ме фаќаат тие тахикардии. А секогаш кога ќе посведочев на некој, значи комшивка, золва ми, било кој, и кога ќе кажам дека мене срцето веќе не се гледаше, блузата ми рипаше колку многу лупаше срцето. Некогаш и не ми кажуваа колку е во минута, колку беше многу. И секогаш кога ќе сведочев на некој дека мене Исус ми го излекува и срцето, дека повеќе немам проблеми, одма почнуваше да ми лупа пак во моментот, а тоа се искушенија, напади на сатаната, зашто тој сака да не поколеба, сака да ја изгубиме верата, да застраниме, повторно да се вратиме на стариот начин на живот, но јас верувам и му благодарам на Исус што ми даде таква вера. И јас верувам што и да се случи, дека се има излез, само ќе застанам пред Исус, ќе побарам од Него и Он е тука да ми помогне, зашто сум му бескрајно благодарна. Слава ти, мил Исусе, те молам на сите луѓе што се надеваат на Тебе, помогни им, дај на секој што му е потребно, услиши ги молитвите на сите, помогни им на старите луѓе во домовите, на децата без родители, зашто и јас бев дете без родител и многу ми беше тежок животот,
но со Исус и тоа се издржа. И јас имам деца и се грижам за моите деца. Значи Исус, иако бев без родители, ме донесе до ова сега, јас да бидам родител и да се грижам за моите деца и до ден денес да им помагам. Фала ти, Исусе, ти благодарам за се, води ме и понатака, нека биде волјата Твоја со сите нас, а Тебе нека ти е слава во сите родови и во вечни векови. Амин. Сакам да кажам уште нешто. Нема, може би има една година, Библијата ми беше во една кеса и новчаникот сум ги носела да читам во село или кај сум била и сум ги оставила дома. Доаѓам, го барам новчаникот, го нема. Кесата ја нема, Библијата внатре. Му викам на син ми, една кеса имаше тука. Леле, вика, чистевме, ја фрливме. Отидовме, бараме во контейнерот. Син ми бара, влегува, бара затоа што и новчаникот со сите документи, а и Библијата, која за мене е многу значајна. Ме праша каква е кесата, му кажав, ја најде. Тука ми беше и Библијата и новчаникот, му благодарив на Исус за што ми помогна, што и овој пат беше со мене и не дозволи да ми се изгубат и сите документи и Библијата. И колку што дојдовме ние дома, дојде контейнерот за да ги собере, колата која ги празни контейнерите. Од комуналец дојдоа и ги испразнија контейнерите. Значи, само за минута, ете, Исус ми покажа да ја побарам Библијата, да го побарам новчаникот, за да не ми се загубат, ми помогна да си ги најдам и да немам проблем ни со вадење на нови документи, ниту да купувам нова Библија. Ми се, после, еве, во овој период сега, уште една песна ми јави Исус, Благослови Исусе, со Марија и Тихо, Благослови Исусе, моја душа уморна, баш ми е уморна душата, слава му на Исус. Он не одмара, он ни помага, он не води и ни дава се што ни треба. Со Марија и со Тихо ја испеавме, ја снимивме, многу убава песна. И уште сакам да кажам за во оваа заедница тука има и доста луѓе од глувите, глувонеми луѓе. Се собираме и со нив и верувајте ми, нашиве молитви, ние како се молиме, ништо не е во споредба, тие како се молат. Марија, Исус да ја благослови уште долго да преведува на глувонемите, они кога на знаковен јазик се молат, она ни преведува, ни кажува што они зборуваат, толку убави молитви се излеваат од нивните срца, од срце молитви. Па јас не сум помислила, луѓе, верувајте дека какви молитви они кажуваат од срце, иако не гледаат, не слушаат, не зборуваат, ама се молат од срце искрено, со љубов кон Бога, му благодарат и на нив Исус им помага и им дава што ќе побараат. Оваа заедница, слава му на Исус, само треба да видиш и да поверуваш. И во црква сум одела и многу луѓе одат, и тогаш сум верувала, во Бог сум верувала, но сега ова е многу посилно, поискрено, по правото, како што треба да биде. Едноставно знам дека тука е Исус и се случува многу пати кога сме во молитва, се чувствува присуството Божјо. Молитвите се силни, се случуваат исцелувања, како и мене раката што ми се излечи додека се молевме. И со многу други луѓе, со многу проблеми од заедницава со која се собираме, исто и со глувонемите. Чуда се случуваат, а тие чуда ги прави само Исус, ако веруваме во Него и ако од срце и искрено побараме, верувајте, ќе ни даде. Мене се што барам, фала му на Исус, се што е по Негова волја, се што е за моje добро, ми дава, јас сум му бескрено благодарна и го молам Исус на сите што имаат потреба да им помогне. Слава ти и фала ти, Исусе, што сум и јас дел од оваа заедница и прибери ги сите што имаат потреба од Тебе.
Amin. Velike vide Sina Sevišen i Sina silnite, digna krotkite, carstvo to Božjo kraj nema, prorok na Sevišnji od Isus. Našite oči se otvoreni Bože, sada te gleda tebe. Našite uši se otvoreni Hriste, sada te sluša